Шо бива? Шо бива? На Струмички или на Скопски, шо има? Како ти е ден до сега? Добро бе, супер. Супер. Со казна е напишана. Еј, не дај Боже. Не дај Боже, нешто не ми е денот како што треба, мислам така. Се ми е наопачки, ама... Шашао. У Скопје викаме шашао. Да, може. Ама... Океј, шо знам. Петок. Петок ли е денес? Дека гледаш, Мислам не дека, знам. да, мислам дека Мислам дека една од пострашните работи туку Дубај е, не знам за тебе, дали компаративно Скопје ти беше така, ама не беше вака. Не ми беше толку брзо времето. До толку ми беше, ама до толку не. Да, некако константно има стимули од нови работи, различни работи. И после една година, значи не само на почетокот, туку еве една година помина. После една година е уште пострашно. А после две? Па знаеш како, не знам, пример еве и кога збориме со клиентите некојаш со многу луѓе тука што се повеќе, пример кога ќе прашам некој колку време си тука и сите се као 15 години. Леле, 15 години. Фак. 15 години, кога пројдоа 15 години и си викам, Да. до толку ли? Да. Ама изгледа да. Стварно е динамично. Стварно е многу брзо, стварно многу динамично. Мислам дека и тоа што е многу поголем град него тоа што навикнати и тоа е патувањето и одењето од едно место до друго. Малце е страшно. Да. Пошо не знам. Не знам дали сакам да ми летнат 15 години од животот и после 15 години да кажам леле 15 години. А зависи од тебе колку ќе бидеш присутен во процесот. Епизода номер 4. 4 или 3? Четврта е ова. Четврта е? Да. Не сум во иста кошула пак. Не сум, ја не сум во истата мајца. Не, првиот пат кога дојдовме стварно ми беше непријатно, пошто бев во куси панталони облечена и сега некако како доаѓаме тука. Се пооблечена си. Ама и не само пооблечена, него стварно ми е ладно тука, сакам да бидам облечена, а преска баш си размислував што треба да носам, како треба и стварно сакам некој да си направам некоја комбинација, ама се враќам цело време на еднобојни кошули, мајци и така да. Simple as easy. Simple as Да. that. Да. Дај ми картичките. Дај продолжиме кажеш за станав. Знаеш дека ми пријат вака мобитиве. Не знам, малце вака на... Иако сме со микрофон и камера, ама не знам, убаво да ќе освежиме некои теми меѓу мене и тебе и ти да чуеш нешто од мене друго, на друг начин, ја од тебе. Нешто ново. Иако тоа се работи сме се чуле еден за друг, ама да влечам јас, ти ќе влечеш за тебе? Ајде за тебе влечеш. Не бе, јас ќе си влечам за мене, зашто ти да влечеш за мене. И јас ли прва да почнем? Да. Не, ти леш. Прво по мушко што би рекли. Ајде. Одма да почнеме со what Жустро. triggers you during an argument. Како? What triggers you during an argument? Ајде. Шо ме тригерира, шо ми се тригерите кога се расправаме? Да. Расправаме тежок збор сега. Па добро, сега некој се расправаме за зашто? Океј, дај. Кога се расправаме, кога имаме несогласување. Кои ми се тригерите? Шо ме тригерира уствари? Да. During an argument. Ајде да видам сега. Знаеш дека сега вака на прво не ми текнува? Треба да размислам сега шо... Или не е многу сериозно, или не се збори за тоа. Не, денес за ништо не ми се збори. Таман за подкаст. Ама не, морам малце да се вклучам, да си го вклучам мозокот. Што не се свие кога се аргументираме, кога се објаснуваме од моја страна? Како да го склопам? Испадне дека ништо не те тригера. Не, ме тригерираат многу работи. Не знаеш каде да почнеш. Ајде да чуам. Ајде да чуам нешто, не знам. Може ги научам днеска нешто, не знам. Пробувам да замислам сценарио во глава како изгледа кога се расправаме за нешто и што е тоа што најмногу ми прави тригер.
Не знам, најверојатно тоа што во било која наша расправија ти си попасивен од мене и ти си тој кој што во тој момент пробуваш на некој начин да ја смириш ситуацијата, а не се смирува така во тој момент. И Попасивен, што значи попасивен? попасивен во смисла си посмирен. Јас сум таа што сум поизбувлива и знам и да... Тоа не е попасивен. Знаеш што е попасивен што значи? Попасивен некој ништо не прави, не се замара. Па така ми изгледа на мене тоа во моментот. Разбираш, тоа ми е Е, мене многу тригер. битно, во моментот. Па тоа Така ми ми е изгледа тригер. во моментот, да. Тоа ми е тригер и знаеш, тоа на моменти изгледа као тебе да не ти е битно тоа што се случува. Ствари јас знам дека не е така, ама во моментот кога јас сум нервозна и кога нешто се случува и ти си као добро бе, уредо е или нешто, не знам. Дали без разлика дали е за нас, за дома, за јас сакам веројатно да се реши ситуацијата во моментот, а тоа некогаш не е возможно. На несмирен начин. На несмирен начин, на агресивен начин. Така на жустро расправање, а ти си као на другата страна и мене тоа ми прави тригер. И знаеш, многу пати кога ќе ме прашаш пак со смирена, добро, ти знаеш што ќе се случи ако јас почнам вака да викам. И јас сум као у мене, сега може не сум ти и може и некој што му кажала, ама сум као па кажи што кажи, викни. Викни. Не, ама а од друга страна па некогаш кога стварно ќе се случи да се налютиш за нешто и кога така ќе изреагираш, мене ми е као од кај сега па ова. Знаеш, малце ми е страшно. Или се. Ама не, пак да се вратам на прашањето. Мислам дека тоа ми ствара најголем тригер, ама не знам дали можам да го кажем како тригер. Да, можем уствари тоа што изгледа во моментот како да не ти е доволно важно. И мене ми е тоа Како тригер. немарност. Како баш како некој вид на пасивност од твоја страна. А јас сакам во моментот тоа што ќе го кажеме да се случи, да се реши, и мене ми е тоа, мислам, не само заради тебе, јас сум си по природа таква. Значи... Еве сега имам контрапрашање. Дали мислиш дека решавањето на што и да е во моментот, кој што донело таков вид на недоразбирање и кој што донело тоа ниво на комуникација, единствен начин за решавање преку конфликтно однесување? Апсолутно не. Апсолутно не. не. Си знаеш одговор. Не, апсолутно не, само што јас не знам во моментот ни како сакам ти да изреагираш. Па тоа ми е мене и тригерот. Пошто значи мене ме тригерира тоа што не знам ни како да го објаснам тоа некој, знаеш, како Сега ти кажам нешто. Дефолт мислам дека реакција во секој конфликт е тоа. Тоа ни доаѓа инстинктивно, да ако нешто не се согласуваш или нешто не ти е според тоа како ти што замислуваш или што и да е причина за конфликт, не меѓу нас општо, ама еве ќе разбереме пошто збориме за нас. Дефолтно е да избунуваш. Тоа е дефолтна емоција, мислам дека за повеќето од нас. И мене ми била, ама мислам дека низ годиниве, низ процесот на работа на себе, мислам дека сум дошол на стадиум кај што не ми е веќе тоа аутопилот. Знам да исконтролирам емоцијата и поривот да си го скротам, за да не ми биде тоа автопилот. Пошто таа причина, независно, ти имаш таква и природа, окей. Тоа е нека се нерегулирани емоции и од таа причина можеш да ги скротиш и од таа причина те надвладуваат. Испее како некој аватар да те контролира. Озбилно. И после гарант си рекла бе, не бе фија ова, зашо? Знаеш, тоа е како не, веќе не ми се случува до тој степен. Факт, мислам, и тоа е за пофалба. Каква знаеш да бидеш некој пат, беше као дури ми беше као take it easy, се гледаме за 3-4 сати ќе правиме ова, пошто ова состојба не е за правиме ова. Значи стварно, О, флеле. Ај, кажи ти, што тебе те тригерира кај мене? Обратно до тебе. Обратно до тебе. Ама види, ме тригерот, тоа што ќе го адресирам како тригер, мене не ме фрло под лабокото. И од таму изгледа таа моја немарност. Пошто мојата реакција у даден момент, окей, сега, не може да кажам дека 100% сум јас
монах што медитира во момент на расправија, дека сум зен мод апсолутно јас некад ми се клизнуваат емоциите ми над контрола, а многу помалку од тебе, тоа е факт. Како за многу други работи, тоа е работа на себе. Да се фатиш во моментот кога тоа се случува. Да си присутен во моментот, да буквално да го осетиш, еве го доаѓа поривот. Буквално така се викам, значи нека ти кодијам не само со тебе, туку дури, значи осеќам, тоа е уствари присутноста и свесноста да се фатиш во даден момент. Еве доаѓа, еве ми доаѓа потребата, поривот и да се сакам да се фатам во моментот кај ми доаѓа. Тоа зашто ми треба тоа да го направам сега? И што е опцијата да одберам? Ако го направам ово, кој една ќе ме однесе? Тоа се буквално микросекунди. Секунди, не микросекунди, секунди се упрашање на тој избор. Да, на и ако реакција. буквално, секунди на реакцијата, и ако во моментот не го направиш тоа, готово. Автопилотот знаеме кој е. Да, дефинитивно. Буквално или сообраќај. Имаш на видео пред некој ден гледав и као ептен се проднав видеото. Еден лик на деш камера, она што камерите што се напред на околите, му сече пат еден, а таксист е усвари тој. А позади има патничка. Ама деш камерата една е напред на колицата, другата камера пошто по две има, тоа Америка не беше. Во еден му сече пат, ама малте на судрат. Патничка позади рипа, а овој како бланк и вака напрекава. И видеото наслов беше This is how a healed nervous system look like. Да, имаше повеќе такви видеа што. Да, и буквално истото и собраќај, исто и конфликт. Значи кога ќе имаш на некој начин више созреано за тој вид на таков вид на конфликт и пристап, мислам дека после више она што доаѓа излега на немарност под наводници, ама поише смиреност и контрола, само контрола врз емоциите, колку што да го идеш само на инстинктивната реакција. Пошто најлесно е, најлесно некој ти сече пат, отварање прозорот и мајки шеки. Мислам тука да го направиш тоа може во затвор да идеш. Пошто тука средни прст, иначе среден прст тука и пцуење може ако ти слигна на регистрацијата да те пријават, личерали може да затвор да идеш. Значи а сега друго вака кога го спомна тоа посебно за возењето, дури мислам дека еве за расправија кога се расправаме јас и ти или било како, многу има врска се околу таа расправија. Значи не само инту кога сме внатре, пошто некогаш може истите работи многу да ме изнервираат. Некогаш може да си кажам ништо, да не изреагирам воопшто. Да, и многу често сум се фатила само себе дека многу повеќе има тригер тоа што ќе го направиш во тој момент за мене, ако претходно имало неколку последователни ситуации кај што јас сум си прекютувала или не сум кажала ништо и тогаш веќе најверојатно ми се собрало и тоа ми е капка тригер, да што прелива чашата. Капка и тука така е, ама види, имало други ситуации, тоа ми се случило и мене, ај ќе тргнам за себе да не биде дека тебе те напаѓам, условно кажано, кај што ја буквално некогаш ќе изреагирам, ајде да речем, незрело за мој стандард, а тоа допринело некои претходни случаи во текот на мојот ден, нешто друго мене ме изреволтирало и јас несвесно ќе го испуштам тоа на кај тебе. И после ми е криво и тебе ти си има случајно тоа и мислам дека на секој жив му си има случајно тоа, но многу битно да се што поише да се вежбаш, да се фаќаш пред да, као стил боле, че као остајме, не се причина ти за оваа дискусија, расправа што и да е, има други работи кои што допринесуваат, ама ако не ги сопрам сега, ако не ги адресираме, ќе однесеме дека колку е тешко тоа да го направиш во тој момент. Значи, секунди прашање. Во тој момент да се исконтролираш и толку да си свесен и на тоа свесно ниво да кажеш јас во овој момент ќе одберам, пошто е избор, да не се расправам со тој што не заслужува и нема потреба. А тоа ти стои вака тука да го кажеш. Посилно тоа е многу тешко. Посилно од тебе. Значи тоа е едноставно, буквално ти е, пак ќе речам, инстинктивно ти доаѓа тоа. Ама за разлика пример од тебе, пошто ти многу ретко реагираш така, јас сум така што многу почесто сум реагирала и знам се уште. Мислам дека многу го имам совладано тоа и тоа многу делува на исходот после тоа, пошто не знам дали имаш приметено во последно време, претходно пример, ни се случувало и да се скараме и да не збориме по неколку сати или нешто така, или до вечерта, или било како, или ќе се скараме пред да си легнеме и до утре дента сме као налютени, као збориме, ама не е тоа. Не ни се случило на нас до сега да не збориме воопшто, ама се осеќа таа енергија. Сега пример е веќе друг исход има, ама мислам дека тоа најмногу има врска заради моите реакции,
а уствари ние ќе се скараме, ќе пројде и после за пола сат како ништо да не било. Си продолжуваме со друг муабет. Таа тема некако останала некаде во страна тоа што Да. сме се скарали. Не знам дали го имаш Да, приметено да, тоа, ама баш јас си со другарките си зборев, пошто кога имаш деца е уште потешко, најверојатно уште толку ќе и баш некои од нив ми спомнаа дека нема што друго да правиш. Едноставно, ако ти за секоја расправија се лютиш со сати, тогаш не треба да збориш, пошто Така е, со денови нема браш муват. пошто имаш дете и си викам, не мора да е така, него едноставно одбираш да е така. Да. Ако за нешто се скарал во моментот и тоа прошло и после за пола сат готово, веќе друга тема на муабет. Нема што да се враќаме таму да се лутиме за, не знам, за нешто, за некоја глупост. Тоа што го кажа преска, не сега те прекинувам, апсолутно имаш многу созреано тоа поле. Значи пред 3-4 години ќе ми текне некој, сега можам комотно да кажам некои такви детски испади кои што се биле као what the fuck. Од кај ти доаѓа употребата, зашо го правиш ови, валја немаме 14 години, вака се насуваме со друг. Како и да е, тоа било дел од процесот на созревање, ама сега компаративно со тогаш е неспоредливо. Значи, многу позрели, посвесни реакции и баш ми е горцум на тебе што го имаш тоа, што можела да не го смениш тоа. Можела да не го разбереш тоа Апсолутно. и да мислиш дека окей, тоа сум јас. Мислам дека најлошиот изговор што може еден човек, партнер, другар, син, брат да го има, таков сум, тоа е, прифати ме. Не, тако одбираш да бидеш, таква одбираш да бидеш. Знаеш како во тие моменти гледаш и чувствуваш, пошто тие ситуации не само што му сметаат на другиот, го повредуваат другиот и прават другиот да се чувствува лошо, најлошо си правиш сам на себе. Пошто знаеш, со секоја таква репетитивна реакција, јас си правам лошо да се чувствувам јас сама со себе. Да. И тоа можеш да го препознаеш. И да, ти можеш да се храниш со тоа и да кажеш да, јас сум таков, таква. И јас тоа не можем да го сменам, ама тоа апсолутно не е така и не е вистина. Deep down те јаде, знаеш дека Заради тоа што ти знаеш таму некаде внатре дека има нешто што тебе ти предизвикува така да се однесуваш. Посебно ако не зависи од човекот спроти тебе, пошто најчесто, многу често не зависи од другиот не човек. зависи, пошто јас кога ќе се видам себе си назад, од секогаш сум имала такви реакции. И знаеш, јас и во средна школа и го имаме зборено, јас бев многу бунтовна. Да. Посебно за некои работи што јас не можам да ги добијам во моментот и мене тоа ми представуваше Како што не можеш да го добиш решението во моментот. да, и знаеш како созреваш тоа оди во некоја друга форма, Да. кај што веќе не се можеби материјални работи или Да. не знам што, туку веќе се партнерски релации. И тоа не е нешто кое што е заради тебе. Да. во Меѓу моментот. другото, ќе се надоврнам само на ова, дел од моето созревање и освестување ми било да сватам дека не зависи секад од мене. Дека јас односно како јас го преведам во мојот случај, ти можеш код мене како сакаш да однесуваш и да правиш. Мојата реакција зависи од мене, не зависи Само од тебе. Само од И тебе. исто било и обратно. Јас сум се фаќал моменти кај што се трудам, стварно искрено се трудам да направам нешто кој што е со искрена намера, кој што нема намера некого да повреди, да омаловажи така натаму. И така било и кон тебе. И гледам дека фидбекот на тоа не е aligned, не е во иста линија со мојата иницијална интенција. И низ годините на нас сум мислел да не било кон тебе, да речеме и кон тебе и на почетокот кога сум биле кога се уште не сме се како да кажам, изцентрирале, избалансирале со друг да се разберем. Не исчеличиме, друго сега да кажам, не ми текнува точно на зборот. Сум мислел дека ама што е проблемот у мене? Кај грешам? Зашто е вака? Со текот на годините сум сватил дека, слушај, ова што можам ја да го направам од моја страна која реакција до тука, понатаму е на тебе. Толку е до моето. Као што не можеш да направам тебе среќен, не можам да допринесам за ти да се осеќаш подобро во моето присуство и така натаму, ама на крајот туѓе да среќа не е у мој раце. На крајот ти треба да некои работи да ги сватиш, разбереш, да работи на себе, да ги подобриш. Јас тука те поддржам во процесот. Така што како и да е, како и меѓу други тематики кои што ги спомнавме, и ова е нешто кое што сме го, можам да кажам, во цело 100%, никогаш мислам дека не може го наменеш, ама сме го многу подобриле. Имаме
секогаш некои Но тоа се такви и моментални ситуации. слабости индивидуални. Да. Не е дека јас тебе ти коме ја те тригерам, како и да е. Мислам дека зрелост е кога ќе сватиш дека да дистинкција направиш каде е меѓуседното, каде е индивидуалното и како можеш на другиот да му помогнеш да тоа да го преброди тоа што го доживува во моментот. You're doing good. Нај. Да видиме нешто има, дали со тригери, дали има нешто друго. I feel the most love when you... Се осеќам најсакам кога ти... Ја треба одговорам. Се осеќам најсакам кога... Кринч. Зашо кринж, шо? Се осеќам најсакам кога ќе ме решите сакам. Не, тоа е кринч. Многу е кринч. Не, мислам дека одма знам што одговорат. Затоа што љубовта е у делата, не е у зборовите. Можеме ние да се кажуваме колку се сакаме 10 пати на ден. Ама правата љубов или интенцијата на некого кон нас, односно тебе кон мене, јас кон тебе, преку тоа што го правиме, си го правиме еден на друг. И мислам дека ова што ќе го кажам не е еднократна акција или некој дело кој ќе ми напреш јадење, на пример, не. Иако можеби за тоа некој со сега го доживува како љубов и е, па е чин. Ако знаеш што ми е милено вид на храна, ја направиш таа за мене без да ти побарам, пример се, тресна зелена. Ама мислам дека највеќе се осеќам сакано е од тоа што се чувствувам твојата константна поддршка и прифаќање. Што смееш? Па почна механизмот. А? Или може стварно ти смешно, што кажеш? Не бе, не. Може стварно ти кринч. Највеќе оно што секогаш ми било важно е да бидам прифатен. Баш од Орвар Грин што читам новата книга, имаше еден интересен квот, еден познат човек, вика у најосновната потреба на човечката природа е потребата да биде прифатен. Тоа е најбазично, тоа да бидеш препознаен, прифатен, виден. Затоа што тоа е многу круцијален дел од нашето постоење. И мислам дека тоа секогаш сум го посакал во една конекција да го имам и токму тоа го добивам. Мислам дека тоа ме прави најубавото чувство на оно што можам да добијам од твоја страна. Да бидам прифатен за тоа кој што сум, без да пробаш да ме смениш. Туку да ми дадеш знаење дека тоа што треба јас да го променам е за моје добро и да го разберам така како што треба биде разбрано. Јас да го правам тоа додека ти ме прифаќаш у процесот и ме поддржуваш у процесот. Некои работи не можеш да ги навршиш ти за мене, како што не можеш за тебе, ама поддршката, како што кажав, низ процесот и прифаќањето низ процесот за тоа што сум јас и тоа што се станувам секој ден исто и ти, е нешто кое што мене ми предизвикува на чувство на топлина, кое што константно ме знаеш, не е еднократен момент, тоа не е нешто кое што еднаш се појавува па си оди, туку е едноставно нешто кое што е континуирано, кое што како кислород, константно е околу тебе. Вчера слушав еден подкаст и пак не беше поврзано со ова што го збориме, ама имаше еден дел кој што така ми остави впечаток, а е баш слично на тоа што го каже сега ти. Во однос на тоа колку сме спремни да ги прифатиме партнерите во целост. Затоа што кога ќе настанат некои несогласувања и ќе дојде до некои конфликти, ние многу често сакаме да го промениме партнерот, да ја промениме личноста што е спроти нас.
И многу често сум го слушала тоа, ама он не сака да се промени. Да, ние можеме да се менуваме до некој одреден степен и во склад со нивото на свесност кое што го имаме, ама секој од нас има некој кор вредности и некои личностни карактеристики кои што ги носи, кои што во целост не може да се променат. Ама и тоа го прави уникатен човекот. И Тоа го прави тоа што е, меѓу другото. затоа јас никогаш, посебно со тебе, никогаш во ниту еден момент во нашата релација, колку и да сме имале некои несогласувања, не сум сакала тебе да те променам како личност. Заради тоа што, знаеш, прво тргнувам од тоа да си викам, а зашто ти да се менуваш ради мене? Као, кој фактор сум јас за тебе да те менувам? Знаеш, тргнувам од таа страна. Пошто тоа што треба да го промениш и тоа што ти сметаш дека треба да се промени, јас сметам дека ти треба да си свесен за тоа. Да, дури да ми адресираш, дури некогаш со моја помош или ако јас ти адресирам, меѓутоа како јас имам право тебе да те менувам како да посакувам да ти се смениш како личност. Знаеш, тоа е нешто кое што јас и многу често ми се појавувало во глава кога некои такви ситуации ќе се појават или кога ќе ги поминува, као никој од нас нема право да бара од другиот да он се промени заради него. Знаеш, тоа е многу себично од една страна. Јас можем да се променам толку колку што јас сум свесна, а тој што е спроти мене може тоа да одлучи да го прифати и да го оди патот со мене или да не го прифати. Да. Ама ти да се менуваш ради тебе или јас, извини, ради мене или јас да се менувам ради тебе, па тука да глумиме нешто дека ние сме во некоја друга верзија само за да опстои некоја релација, за мене Па чекај малце, тука од друго за постава. Што правиме ако нешто сакаш да промениш кај мене и јас посакам ти го дам го променам кај мене, тоа, а суштински не сум спремен да го направам, да направам промената и не ја правам пошто сакам да направам промената. апсолутно е Тогаш промена ли е тоа? не. Тогаш ја идам се фејкам себе си, пред себе, не пред тебе. Себе, затоа кажувам, значи Пред себе живееш со некоја неавтентична верзија од себе си заради друг, се правиш себе си несреќен, а со таа несреќна верзија прашање време кој ќе направиш и другиот несреќен. Затоа што тоа не си ти. Тоа не е суштината твоја. голема е веројатноста дека ќе биде така. Дека и ќе го Еве разочараш другиот. хипотетички и си го замислувам тоа дека јас менувам некој работи да те усреќам тебе. Попатно знаејќи некако чувствувам нема дека нешто ова не ми штима, не е правилно. Со тоа фрустрација која што неизбежно ќе се појави ради тоа што идеш контра себе си, мислам дека е неизбежно ти да избие таа некаде, пошто таа емоција потисната не се оди никогаш. Таа само прави еден круг 360 се враќа и па доаѓа на врата. Само доаѓа многу поголема форма следен пат. И секој колку поише потиснува, толку поише таа доаѓа по, ајде да кажам така, по неубава форма, по гадна форма. Вчера уствари прашањето беше на жената, подкастот кој што го слушав, работи како ментор за бизнис повеќе беше, не беше ништо поврзано со ова, меѓутоа вика единственото прашање вика кога таа жена дојде кај мене и ми каже дека не е среќна со нејзиниот партнер, јас само ја прашав колку време си со него. И не знам, ми каже 15-20 години. И он до сега не сменил ништо од тоа што тебе ти смета, не се сменил и он вика не, он е таков. И он вика, па ти 15-20 години си со него. Како сакаш после 20 години и како се уште очекуваш дека он треба да се промени? Значи, тука веќе не настанува прашање дали ќе се промени тој човек или не, дали ти си спремна, пошто тука веќе не е проблемот во него, проблемот е во тебе. И затоа јас кажам, секојаш кога такви прашања се поставуваат, тргни од себе. Проблемот не е во другиот, проблемот е во тебе. Дали ти си спремен да го прифатиш другиот таков каков што е моментално, со некаков потенцијал дека сам е свесен за тоа што треба да го промени. Или не си спремен. Ако не си спремен, И за тоа има решение. и тоа е решението. Да. Стани и оди си. Ја мислам дека една од најголемите болки што може да си ги направи еден човек на себе си е неприфаќањето. Тоа ти е константно незадоволство. Да не прифатиш тоа што е. А тоа што е, тоа што е. Во моментот, што не значи дека не може биде променето на подобро ако човекот е свесен дека некои работи за неговото коегзистирање не се ворат. Иначе некои суштински работи кои што му се дел од идентитетот
Да, не за би таа требало да избора. ги да те избориме, иначе некои навики кои што не се соодветни, да речеме, или некои однесувања кои што не се соодветни кон другиот. Тоа е различно од се Да. тоа што збориме Да. до сега, дека ние секојдневно треба да растеме, да се развиваме, да стануваме посвесни. Ама, знаеш, тука станува збор за баш за тие личностни карактеристики кои што секој од нас ги носи. Да, ама тие не прават И уникатни, ние- бе. да, Тоа ја прави Софија, Софија тоа го прави Марио. Така е, и затоа кажувам дека ние, ниту јас, ниту ти, никогаш нема да ги искорениме во целост сите негативни работи кои што ги носиме во себе, ниту пак треба. Заради тоа што една личност е изградена и составена од сите тие и позитивни и Да, негативни, само нели треба да се работи на тоа да стануваме што можеме посвесни за себе, за тие тригери кои што ни се појавуваат и така натака. Да. Како и да е, тоа е нешто кој што е континуиран процес и мислам дека нема крај, тоа е патување кое што трае и ќе трае многу време, мислам дека додека сме живи. Само мислам дека секој од нас треба да има константно желбата да сака да се подобрува секој ден, пошто секој пат можеш да го правиш Апсолутно. тоа. Секој пат имаш буквално ако се прашаш Сабајле како можам да бидам подобар денско тоа што бев вчера, тоа е прашање кое што е отворено за секогаш. Секој пат можеш да подобриш нешто. И тоа патување мислам дека е лично и треба секој пат да си го почитуваме, со тоа ќе бидеме нели доследни на тоа што сме ние, а со тоа ќе бидеме подобри кон другите. Во случајов кон тебе, ја кон тебе, ти кон мене. Number 3. Јас треба да влечам. Да, бе, јас ја одговорив. How do we work well together and balance each other out? How do we? Work well together. И тоа што е, ова е моментално актуелно прашање. Оти? Па, работиме заедно. Ама мислам дека не се мисли how do we work well together. Work well together мислам дека се мисли повеќе на Сврди. work well together and balance each other out. Аха, справо се, не, но Не work со се работа, туку да. повеќе се однесува мислам на Да, work како well, од така. Не знам дали да го одговарам. Да, бе, зашто не, што му фали? Како се балансираме, како функционираме? Како беше how do we? How do we work well together and balance each other Да, бе, out? окей, Како функционираме и како се Се балансираме, балансираме да. еден со друг. Супер. Мислам дека пак може да се поврзам на тоа што претходно го зборевме во однос на тригерите кои што и како нашата релација има преминато. Ово е само екстензија на, мислам дека Екстензија е, екстензија да. на прашање, да. Од тие моменти до момент кај што ние можеме тоа да го избалансираме на некој начин. Јас тука одма можам да кажем дека ти си тој кој што поумешно од мене успева да избалансира некогаш. Меѓутоа мислам дека и двајцата сме станале многу потрпеливи во однос на реакцијата на другиот. Затоа што, како што кажа Преска, не секогаш таа реакција во моментот која што ќе ја добиеш ти од мене или јас од тебе, е поврзана директно со тебе. И автоматски тука, кога јас нема да изреагирам на твојата реакција или ти на мојата во моментот, тоа значи дека за 10 минути или 15 преку сила максимум веќе има друга енергија. И мислам дека тоа е една од главните причини што ние можеме да функционираме на тој начин. Е сега and balance each other out. Мислам дека не знам дали одам во насока да го одговорам ова прашање. Или повеќе се мисли на тоа да Бе, види општо балансирање во одлуки, во повеќе ствари. Да, ако се работи за носење на одлуки, за некои посериозни Тоа работи. е и балансирање, да, и тоа е балансирање со така. Ако се присетам во моментите кога сме требале да донесеме некоја посериозна одлука, а немало расправија и било окей како било тоа, мислам дека
не знам и ти ќе кажеш што мислиш во однос на тоа, ама мислам дека ти си тој кој што многу порационално од мене во моментот ги мисли работите, но на многу пократок рок. А јас сум таа која што можеби во моментот имам поимпулсивна реакција, ама ја земам пошироката слика на работите. И кога тоа ќе се спои, мислам дека доаѓаме до некоја балансирана конверзација и носиме одлука која што ќе биде добра за двајцата. Пошто кога ќе се присетам еве на некои наши разговори, да, ти размислуваш рационално, ама некогаш тоа значи само за пократок временски период. Што значи само пократок временски период? Дефинирај ми пократок временски период. Пошто ја немам таква импресија за себе си. Ајме, можеби грешам. Не знам како да го обяснам. Не, пример, не заселението тука, тоа е веќе беше big deal и беше нешто кое што меѓутоа зборам за секојдневни одлуки кои што треба да ги направиме. Пример, ти можеш да кажеш да, тоа е супер што може да биде вака и вака, ама само за во моментот. И сега јас тука одма размислувам за 1 месец од сега, за 2, за 3, како би било. И мислам дека не ми текнува конкретен пример, затоа и не можам добро да доловам што е тоа конкретно на што мислам. Ама моментите кога ние функционираме добро и кога се балансираме еден со друг е на тој начин. Мислам, ти си тој кој што не знам ни како да го објаснам. Што мислиш ти за тоа? Како што кажав, мислам дека познавајќи ја мојата аналитичка природа, ја сакам прилично да анализирам, прилично да искалкулирам, прилично да размислам. Можеби јас грешно некој пат се изразувам и можеби грешно кажувам, пробам да се сетам ја на некоја ситуација, каде што звучи дека не го имам промислено тоа. А многу често, особено, не зборам за ситници по дома, некои работи што се ден за ден. А многу често тоа што го кажам како одлука е да речем дека 80% случаевите, 80-85, 90% да речеме, најголем дел, значи поголемо, поише од пола, сум го размислил многу поише и сум го земал обзир не само за утре, не само за недела ден од сега. Пак ќе речем, нели, зависи од природата на тоа што го се носи како одлука. Ама аналитично секој пат ми е тука. Така многу ретко ми е тоа да треснам нешто да речем. Не мислев. Не мислев, апсолутно е така и се согласувам со тоа. Начинот твој на размислување е таков и ти си многу и подетален од мене во многу ситуации кога треба нешто да се одлучи и да се направи. Меѓутоа, како што кажем, можеби најверојатно тоа се случува во моментите кога ти не знаеш добро да не знаеш, туку од што сакаш да го кажеш, тоа веројатно е мискомуникација моја. Веројатно поише би го препишал на тоа. Ама пак знаеш, пак пробувам да размислувам во насока да го упростиме прашањето, како се балансираме еден со друг. Да, сваќам. Не. Тоа што кажа, ќе доврзам јас, ќе се избалансирам јас со тебе. Има вистина во тоа што го кажа. Не викам дека нема вистина во тоа што го кажа, како во нас на балансиране дека се балансираме јас и ти. И мислам дека одредени мои слабости ти ги надополнуваш и одредени твои слабости јас ги надополнувам. Тука се е балансирање до ствари во одредени ситуации и мислам дека тоа е убавината во врската. За да можеш да се избалансираш. Замисли двајца да натежнуваме на десно. Тука е моментот уствари кој што сакав уште од почеток да го кажам, а тоа е да можеш добро да балансираш во една врска ако успееш да му ги препознаеш потребите на партнерот во тој момент. Што е тоа што на него му треба? Да, пример, чисто пример ќе кажам. Кај се балансирањето? Ако нешто, пример, јас премислувам за некаков ризик, превзимање некаков ризик. А ти гледаш дека мене ми е поише можеби во моментот, така или личи се хипотетички ми е страв, пример, а ти од субјективен аспект, пошто не си ми у кожа, можеш порационално видиш и ме речеш слушај. Така е, ама ако гледаш краткорочно, треба вака да биде, ама ако гледаш малце пошироко, така
е другото. И таму е балансирањето. Замисли Да. 20 леле, ќути немој страшно, вегаш. Да. Ако затупиме 20 точка, Да. е тука е балансирањето. Мислам Да. дека така може да го сублимираме. Исто и обратно. Јас сум те видел некои ситуации тебе кај што ти си била збуната, исплашена, као ја од моја страна гледам дека ова ти е тебе ради тоа што гледаш од сега за 2 сати фидбекот. А јас гледам од сега за 1 месец, 1 година, lifetime. Да. Апсолутно е небитно. А во моментот тебе да изгледа како една огромна планина. Да. И ако го направам овото или ситуација со мене, можеби кога ќе ослучне што ќе се избалансираме, ќе се искалибрираме, пред како барав тој термин, и ќе сватиме дека окей, it's fine, не е така како што е. Ама тоа сум го направил јас со помош твоја, со твоето балансирање. И исто и обратно. Ти си достигнала некое ниво да разбереш дека окей, веројатно не е така, пошто сум избалансирал. Исто и за некои одредени поголеми одлуки, затоа што пак тоа што реков преска, таму е тој баланс. Ако го нема, мислам дека тоа треба сега врска, мислам дека треба да го има, помалку или поише. И ако го нема, треба да работи на тоа да рече чека веднаш мора малце да закочи. Да, во Не може некои двајцава. ситуации мора. Така е. Не можеме така е. двајцава да забегаваме. Затоа кажав, мораш да препознаеш што е тоа што на едниот или на другиот му треба во моментот. Што му е слабост, пример, што му е тоа потреба, што му е Или не само што му е слабост, или што му е предност во моментот. Пошто знаеш, некогаш за Така да е. се повлечеш ти, да, треба да сватиш дека препознаеш и да сватиш дека окей, сега е твој ред Да. за нешто, јас морам да направам step back. да, знаеш како се прави тоа? Како И- може да го направи, како единствено може да го направиш тоа? Ако дозволиш да го спуштиш егото. Ако Апсолутно. има его вмешано, Апсолутно. ти знаеш, не јас знам, не вака беше, не така беше, Да. ни балансирање, ќе биде све Оти на крајот на денот, нели пак ќе спомнам тоа дека секој сам за себе ги носи одлуките и ги носиме заеднички одлуките Тоа кога се да станува кажам. збор Да, за ама нашата заеднички работи, заедница. врска не е секад само индивидуални одлуки. А, Многу често го афектира и другиот тоа. и мораш да знаеш и да препознаеш во некои моменти дека ти си тој кој што треба да се повлече и да ја буквално да направи степ бек и дури некогаш и да се жртвува за другиот, посебно па кога си во брак со некој. И не е случајно тоа што се венчаваме во црква и не е случајно Да. тоа што даваме збор пред Бога дека јас и ти треба да бидеме заедно и за мене тоа е нешто кое што е number one. И после тоа мислам дека, искрено ќе ти кажам, мислам дека за мене најголемата промена настана од кога ние сме во брак. Пошто јас знам дека јас морам да избалансирам со тебе на еден или на друг начин. Дали јас сакам да си го отежнам процесот или да си го олеснам, зависи само од мене. Едноставно јас морам на некои моменти кај што претходно сум била јас вака така, може би исто его некогаш ќе реагираш, сега знаеш дека така ли реагираш, ќе си правиш секојдневието да не ти биде убаво. Лубаш од зид со глава. А како почнуваш тоа да го правиш, сваќаш дека и тебе лично внатрешно ти е многу поубаво и многу помирно се чувствуваш Да. и во однос на себе и во однос на партнерот. Да. Така да Да. Како и да е, пак ќе речам, мислам дека делот од работите кои што се одговорни за да бидеме таму кај што сме, како пар, е и тој квалитет што заеднички си го поседуваме и кој што сме си го доразвиле со годините е способност да се балансираме еден со друг. Да, само уште тоа ќе го додадам, пошто преска ми се вртеше во мисла, а тоа е дека балансот значи дури некогаш и да му дозволиш на другиот да погреши. Да? Едноставно да го оставиш да ја донесе таа одлука без ти премногу да мораш да туркаш, да одите кон нешто кое што ни двајцата не го знаете исходот, ама едниот мисли така, другиот мисли така. Океј, едниот е тој кој што мора да каже те верувам, ќе го направиме тоа што ти мислиш дека треба без разлика на исходот и без после да има Ама ти беше вака, така ти реков, ти рече да, онака, чувство на ама ете јас ти кажав на тебе дека вака ќе биде. Не, ако ти одлучиш дека ќе идеш со твојот партнер и ќе го направиш тоа кое што било повеќе негова одлука, тогаш нема што од тука натаму да се враќаме назад. Тоа е тоа. Како се вика у црква, и добро и лошо. Така е. Ја треба влечам. Ајде влечи. Дај. Ајде влечи се. Ајде. Од твоја рака.
How would your ex-partner of your less serious relationship describe you? Како твојот поранешен партнер од твојата последна сериозна врска би тоа опишал? Ај, дај друго прашање. Ово е за мене, во ја треба одговор. Сакаш ли да го одговориш? Пија на кратко нешто смисла. Ки смислиш? Ајде смисли. Че да видам. Па со оглед на тоа што немаш некое лошо, не знам, разделување, валја нема биде селјаки клошар. Шо ќе биде? Па не знам. Тоа е. Како бе тоа е? Аудио екс. Лепо е било док е траело. Па да, шо? Не знам. Ама последна сериозна врска. Тоа беше пред 10 години. Много давно беше последна сериозна врска. Или може порано, ама Не. не знам. Не. Лепо е било док е траело, ај. Ајде. Не навагам се ово. А друго ќе си влечеш. Па да, шо е. What's your biggest fear for this relationship? Ништо. Не знам. Шо ми е најголем страв за нашата врска? Да. I'm past that phase. Ми поминала таа фаза на црни сценарија. Мислам дека апсолутно имам доверба во мене, апсолутно имам доверба во тебе, апсолутно доверба во двајцата. Се дека сме при здрав разум, како што сме сега, нема нешто што може да ми исплаши. Многу верувам во тебе, многу верувам во мене, многу верувам во двајцата. Буквално. Многу едноставно можам да одговорам прашањето. Еве, ќе останам си размислам уште нешка после, утре. Ама ова ми е посилно од мене ми доаѓа одговорот. Немам сомнеш. Никого сомнеш. Нема, мислам дека нема препрека што не може да надминеме. И со тоа чувство кога го имам, не знам, што од кај страв, зашто страв? Да. Кога ти имам до мене, кога си имам себе, тоа е тоа. Океј. Тука може да беше Јасно. кратко и сладко. Да, Ако сакаш кажи. нешто... Не. Ја види, едното Не, беше не. Бош, другото беше Пак на мене тешки прашања. ајде. Така ти е денеска денов. What have been or remain to be the biggest points of contention in our relationship? How should we be working on it? Мада мислам дека Contention. contention, Сонтентион, така? contention. Contention, што беше contention? Ајде бе, Google. Мислам дека некоја такво слично ја одговаравме, не е... Што е contention ме интересира. Зашто не ми отвора нето веќе? Ај прочитай го, уште нешто? What have been or remain to be the biggest points of contention in our relationship? How should we be working on it? Contention, heated disagreement and assertion, especially one maintaining argument. Мислам, Како, уште прочитай го пак. what have been or remain to be the biggest points of contention in our relationship? How should we be working on it? Can refer to competition or rivalry for a prize, an argument or disagreement between people. Да бе, како усилиш од нешто најголемото недоразбирање, што највише не може да се тој фазон. Мислам дека веќе одговоривме, Не знам. ствари не. Не бе, не Што сме. беше тоа за геймање? Друго прашање беше така? Не сме имали вакво. How should we be working on it? За моментално не би го спомнала тоа дека е така, иако јас и ти и моментално на некој начин работиме заедно. Меѓутоа мислам дека најголем таков момент кој што сме го надминали е кога работевме заедно. Колку беше 3-4 години? Да, кога го направивме предизвик да Предизвикот, биде да. како Да. тогаш беше и првиот предизвик и после тоа уствари ние почнавме и на некој начин да работиме заедно, ама да, тоа е уште едно нешто кое што јас мислам дека
ако сме продолжили да работиме заедно, најверојатно немало да успееме да ја донесеме врската на ово ниво кое што е сега. Да. И сега Што мислиш, зашто ствари имавме толку недоразбирање тогаш? Затоа што мислам дека немаше поставено јасни граници кој што прави и на која му е улогата пошто тогаш и фирма отворивме. Мислам фирма која што се уште функционира, меѓутоа немаше јасна улога кој што прави. Кој што точно прави. Знаеш што би го адресирал тоа? На несоодветна комуникација, на недоволна зрелост, Да. недоволна зрелост индивидуална во одреден момент, а и на врската. Пошто тука више, покрај тоа што имаш љубовна релација, партнерска релација, имаш и бизнес релација. И веќе таа релација, ти веќе кога си и двајцата сме прилично посветени и активни со работата, немаме работни сати и ние многу често се фаќавме кај што разбориме за работа цел ден. Додуше ние и сега голем дел денот збориме за работа, за бизнес такви ствари, ама тогаш мислам нека многу нагло ни дојде тоа. Не бевме спремни мислам нека за тоа на тој начин да се случи. И мислам нека тоа беше, пак ќе речем, незрелост, фрустрација на момент. Многу моменти беа во прашање, заради тоа што во тој период менувавме луѓе со кои што работиме. Стресно беше. Ајде да речем нека така Многу беше стресно. стресно, да. Менувавме низ некој период на транзиција кај што пак мислам дека најголемиот проблем беше тоа што ние јасно не знаевме на кој што му е улогата во таа работа. И ние сакавме да работиме заедно, не знаејќи како. И се случуваше да ние си легнеме навечер да спиеме 11 сати и ние збориме за работа. За проблеми што се случиле денес во денот или што треба утре да се случуваат. И мене во еден момент тоа ми стана као Токсично беше. многу токсично. Да. И Многу мислам нека токсично, значи 24/7 ние зборевме за проблеми, пошто проблеми и сега има, секогаш има, меѓутоа Да. Како ги менаџираше тоа што е различното? и не само како ги менаџираш, колку јас тоа ти го пренесувам на тебе, пошто пример јас сум во моментот и ти за мојата работа и за твојата јас сум упатена во тоа што го правиш, ама не 100%. Не сум внатре. Мислам дека најголем проблем и тоа што сакав да го кажем е дека не само што имаше емоции меѓу нас како партнери, туку имаше емоции поврзани со самата работа. И тука се меша се. Јас затоа Да. им се дивам на оние партнери и луѓе кои што успеваат да работат Зрелост, заедно. зрелост. И да имаат фамилија, и да имаат и деца, и да ги одгледуваат децата, и да имаат некој баланс помеѓу нив. Зрелост. Пошто за мене тоа беше невозможно. Јас имам траума од тој период и јас затоа и пред некое време кога зборевме, не знам дали сакам да работам повторно до тој степен со тебе. Сваќам. Иако сметам и знам дека сега би било многу поразлично. Заради тоа што тогаш не се знаеше кој носи одлуки за едно, кој носи одлуки за друго, кој со кој треба да искомуницира во тек на ден и нормално е дека едниот ќе се чувствува секогаш дека е Да, знаеш, мислам дека што overwhelmed беше, од да, се. мислам дека и тебе ти беше можеби за нијанса поише од мене overwhelming, ради тоа што прва веројатно се соочи со нешто свое, фирма, од таков аспект. Да. Личен бизнис така натаму. Со тоа што ја не дека сум имал 20 бизниси претходно, ама сум имал продавница суплементи имав со Гого. Значи тоа веќе некој беше ја имав некоја база веќе на некој Да. личен бизнис кој што сум ја прошла целата сите тие техникали кои што ги носи еден бизнис, работа со луѓе, вработени, плаќања, трошоци, сметководствени работи, инспекции, многу ствари кои што ја веќе сум ги поминал и некако не дека све сум знаел во моментот, сум знаел на ниво поише. А некои работи тебе ти беа толку нови, што се случи од денешка, плюс јас и ти на моменти нетрпеливо се некон друг, можеби моја нетрпеливо за да дочекам да ти објаснам или да дочекаш, гледам дека ти не разбираш, ама не сакаш да слушнеш паралелно за тоа дека не разбираш. А мислиш дека треба вака, ја мислам така. И тоа било, пак ќе речем, значи на тоа ќе сведам, незрелост. Незрелост твоја, незрелост моја, незрелост заедничка, незрелост како партнери двајца, незрелост како бизнис работници и тука више тоа ти ставаш се во еден блендер, кромит, whey протеин, млеко, јогурт и банана
и сега ќе биде убав шејкот. Не може да биде убав шејкот. Што има 300 работи што не треба да не припаѓаат едно со други. Иначе јас и тоа што кажа Преска им се восхитувам, ама мислам дека од сегашен аспект разбирам како тоа се случува. Многу зрело. Треба си на многу високо ниво у својата врска за да може тоа да така функционира. И факт е дека не може двајца да видат што ќе вода тоа. Тоа е исто така факт. Да, мислам дека и една од работите кои што и кај нас беше проблем тоа што во работата мислам дека сме и двајцата подоминантни. Да, хедон сме двајцата. Јас вака, ти вака и двајцата не така и така. Двајцата сме подоминантни и мислам дека и тоа беше една од главните работи која што на нас ни правеше многу конфликти заради тоа што ти влечеш кон едно, јас влечем кон друго, а и двајцата мислиме дека сме во право. И не дека не сме, и двајцата сме биле во многу ситуации во право, ама пак ќе кажем, посебно кога си во партнерска релација, без разлика дали се работи за бизнис, врска, интимна, љубовна релација, мораш некогаш да знаеш дека треба да се повлечеш на моменти. А јас во тој период и со сето тоа што се случуваше, пошто за мене беше ново и јас бев со многу емоција во тоа влезена. Кон програмите и кон тоа што се случуваше. Абсолютно. И тоа ти поматува разумот, не само не гледаш. И ти го поматува разумот и прави раздор. И затоа и мислам дека добра одлука тогаш донесовме. Тоа беше избалансирана одлука. Искрено не се ни сеќавам како сме ја донеле таа одлука, не знам ни како дојде до тоа да кажеме дека јас ти од утре не работиме повеќе заедно, ама беше нешто кое што беше за нека мој правевме, знаеш како беше као боле да се разделиме сега, боле сега да се разделиме со ова што го правиме, за да не си правиме поголема штета, па понатаму како ќе биде. Да. И пак ја речем, и тоа е дел од квалитет заеднички, што сме го разбрале, препознале, зашто другата опција што е да продолжи вака. Продолжуваш така, ти влагаш уште полошо и полошо. Ама ако продолжиш така, најверојатно врската не може да обстои. Пошто ти станува бизнисот ти станува веќе нешто пошто и ти расте бизнисот во одреден период и не можеме и двајца да кажеме дека тоа не ти влијае добро, пошто ти почнуваш да заработуваш се повеќе и повеќе пари и тоа ти е тебе као јас морам да правам повеќе, ама тоа не значи дека знаеш, не секогаш повеќе е повеќе. Значи ти мораш да препознаеш во некои моменти кај треба да пресечеш, кај треба да ставиш некоја линија. И да, еве сега вака кога се враќам назад, се викам браво што сме успеале и покрај тоа да кажеме дека на нас сепак врската ни е поважна од тоа што се случува. Да, поважно од бизнис, поважно од пари. И тоа ти нешто ти имам кажано, мислам дека. Си памтам зборовите. Ако на сметка на ова се изгубиме ние двајцата, ние сме поразени. Точно. Ако ние сме направиле куп пари, си направил личен успех горем, а на таа сметка на тоа, ја ти сме се изгубиле. Нашата релација или не сме веќе ни заедно, што е the ultimate најлоша ствар за мене, само извини ќе те прекинам да кажеш, пошто сакаш да кажеш нешто. Пошто види, тоа се вредности и приоритети. Мене на врвот на листата ми е семејство. Тоа ми е најбитно. Тоа сакав да го кажам. Релацијата ми е најбитна. Не можам да оверлеп да направам со бизнис и пари. Пошто ако го направам тоа, тоест ако одлучам дека ќе терам бизнис, пари и кариера, со моите дела кажува дека мене не ми најбитно, најбитна вредност мене ми е семејството. Јас мислам дека ми е семејството, ама според моите дела испаѓа дека не ми е. И нашето одлучување да не биде тоа така е уствари водење според тие вредности, затоа што знам и што било и твојата вредност, дека побитно било во моментот да сме јас и ти како што треба, толку дали ќе направиме 1000 евра помалку или поише. Дали ќе имаме уште еден вработен, дали ќе се направи уште еден проект, дали, значи сме сватиле случај до тука, пошто нема како другачи. Ко би имало, ко би знаеле, веројатно би го направиле тоа другачи. Да, пошто ние во тој момент не бевме спремни да го направиме тоа другачие. Ние толку знаевме. И сега супер е и од тогаш што тргна работите по во друга насока, мислам се си продолжи да биде така како што треба да биде. Да едноставно после тој период јас одлучам сама да продолжам да ги работам и програмите и фирмата и се што се случуваше и да направам тим со кој што ќе можам да работам, а ти да одиш во друга насока. И покрај тоа ние пак некако се вративме на тоа дека работиме заедно моментално. Ама е спореди се. Ама не можам ни да споредам затоа што јас не сум во таа улога која што си ти моментално. Океј, добро. Ама не менува тоа, пак мора да имаме директна однос заеднички. Иако не е исто како што било претходно, не е истата варијанта, да, ама сме ние инволвирани заеднички. Не е на тоа ниво, факт. Сме инволвирани, ама
А што мислиш кога биле поише инволвирана? Што? Нема, сега тоа го размислувам. Мислам дека главната разлика не ја прави инволвираноста, Да. моја или твоја Зашто моментално. сега ти го спомна тоа? Туку емоцијата. Пошто знаеш како, јас сум научила низ текот на сите овие години, посебно сега и со Human, и со MoveWell, дека не можам секогаш со емоција да реагирам кога станува збор за бизнис. И тоа мене ми ја прави главната разлика. Дури и да треба моментално повеќе инволвирана да сум во MoveWell и да имам некоја друга улога и повеќе да ти помогам во некои други ситуации, би ми било многу полесно. Заради тоа што јас моментално и во Human имам партнер со кој што треба да работам, во Somofit имам луѓе со кои што работам, значи ама е многу голема разликата од тогаш до сега во мене. И како што спомна, мислам дека зрелоста во однос на некои работи е многу важна. Пресудна. Пресудна, особено ако сакаш да правиш поише работи, да сакаш да бидеш некој партнер, како што сме ние, сакаш да бидеш партнерски, да тераш дел од бизнисот заеднички. Че ако нема зрелост, и ако не успееш да ги трнеш емоциите на страна, многу тешко. Многу тешко ќе само ќе се види, за тоа е добро таа способност на што имаме ние на меморија. Значи меморијата не е за да го преживуваш минатото за да се осеќаш дека колку лошо беше ова, да тригерира негативни емоции, туку ние имаме уникатна способност врз база на меморијата што ние имаме за нашето искуство, да речеме слушај, ова што беше тогаш не е добро. Го тргаме. Да. Ова беше добро, да го земеме. Знаеш, да искористиме меморијата што имаме како способност на добар начин. И мислам дека сме го надминале тоа, дека сме ги сватиле кои биле слабостите, дека при број 1 било незрелоста, индивидуална и заедничка, и добро е тоа што сме избалансирали успешно двајцата, да речеме дека, слушај, до тука е линијата, од тука натаму нема да биде. Зашто некаш нешто кога тоа не е откажување, според мене, знаеш, отказ обично отказ е корелација на отказ е со откажување со пораз. Кој се откажеш од нешто, асоциација дека овој се откажа. Дека е пораз, он е поразен, дека напротив, ја победа ја гледам таа ситуацијава наша. И треба да ги препознаеме кои се тие моменти во животот пред одредени одлуки кога откажувањето е повредно него продолжувањето. Затоа што е исходот на крај? Да докажеш на другите дека не си се откажал, а цената на тоа што е? Long term си изгубил. Така да тука мислам дека е меѓу другото заедничкото балансирање. Независно која повлекол темата, кој како напред, ама двајца сме донели одлуката, не била таа само твоја или само моја одлука. Така да, едно поглаве сме отвориле, такво. Кога мислиш ствари гледа колку работи кажавме од нашиве на хайлајт на нашата врска, и кога ги избориш вако ствари, стварно се триумфи. Се. Знаеш, сека имало падови, ама падови нанапред. Знаеш, се сопнал. Многу битно ги сопнеш на кај паѓаш. Што ти се време паѓаш назад, ти на крај више се враќаш назад, знаеш, не прогресираш, не еволуираш. Ние се паѓале, односно метафората на паѓање да си имал неразумности, мислам, не разбирање, си имал проблеми, ама сека те носеле кон зрелост. И тоа мислам дека е нешто кое што е стварно убаво кога ќе го збориш на глас, не само у глава. Останува една картичка. Останува една картичка од врски. За мене. Over the past month, in what ways are you feeling unappreciated by me? Нема врска тоа. Не. Ова ја треба да одговорам, така? Да. Не знам. Ова може, ова е веројатно некоја по-рана фаза на врската, може, кога се учиш, се уште не се знаеш. Не после такво нешто. Особено во последниот месец да треба да издвоиш нешто кое што Па не можеш да издвоиш со години, може да издвоиш. Мислам, не знам дали уопште нешто ти не си ме ценел. Ако не си ме unappreciated беше? Не unappreciated. Не вреднат, не ценат. Да.
Ко би имало така, веројатно било многу работи биле други. Сигурно. Нема ништо општо такво што едноставно некои работи ако нема почити, ако нема ценевија врска, што правиме пошумуваме. Нема ни поента да правиме ништо од ова што збориме. Знаеш што, мислам дека тука можеш да го вклучиме со овие прашањава за врска. Со тоа што тука има и други прашања, сега околу живот, рандом, минато, такви ствари. Ќе размислиме дали ќе водиме оваа насока или ќе измешаме малце со прашањата и со концептот. Мислам дека добри работи извлекоме до сега. Ќе кажат и другите што мислат, не знам. Апсолутно, тоа ќе биде на крај другите што да, не сакам да кажам, види, на крајот дали го гледале ова 20 или 2000 или 200.000, искрено многу не именува, сакав. Не, во таа смисла, туку во насока на тоа дека тоа што го кажуваме на некој начин треба да биде значајно за некој друг. И јас многу би сакала да слушнам фидбек од другите за дали воопшто на било каков начин можеби му помагаме барем и на еден човек од тие што ќе го слушаат. Тоа да, и нешто што сакам да чуам, дали иако знам длабоко дека е така, секој од нас во секоја врска се соочува со лични проблеми. Да. Ама различна форма. Да. И тоа би сакал да дали некој се препознава, дали слично, дали исто, дали искуство, дали исто да го живееме. Знаеш, пошто нека се прашаш дали само мене ми се дешава ова или само на нас. Мислам дека не е баш така и баш би сакал тоа да го чујам. Така да ќе видиме уште нешто ќе доразмислиме на кој начин ќе сакаме да продолжиме дали со вакви прашања, дали со некои други, дали ќе сакаме да ставиме и подстав прашања. Може. 5 прашања ќе ставиме на стори. Ти и јас и ти. Кој би сакале да ги избориме околу врски. Може би тоа да го десираме така. Уште една психотерапевтска сесија со психотерапевтот. Не сум во улога на психотерапевт тука сум во улога на Кога збориме вака или кога збориме нека дома го се распавам пробаш некои техники да вртиш на мене? Не, само само не. Некои магии. Не, само знаеш дека многу пати примери тоа што го кажувам како решение на тоа и тоа што го гледам. Пример, кога сме зборели за мојата фамилија и за твојата, на мене ми се многу појасни од друга страна. Да, пошто имаш. И апсолутно. Ама не пробувам тоа да ти го наметнувам, барем јас не чувствувам дека сум пробала да ти наметнам нешто од таа страна, за да не знам, да бидам во улога, пошто тоа веќе ме става во друга улога, не ме става во улога на партнера. Јас со тебе не сакам да бидам во улога на терапевт во никој случај. Ти си имаш твој терапевт, јас си имам мој, мислам дека тоа е сосема доволно и иако да, некогаш таа позадина моја ми помага да ги распознаам некои образци полесно, а не сум пробала никогаш тоа да го искористам на начин да ти го вратам во некоја конверзација. Па мислам дека тоа убавината на тоа што го знаеш, да можеш да разбираш подобро луѓето околу природата на мене, на луѓето околу тебе, сите што те проживаат. Дали е подобро, не знам, пошто некогаш toxic traits гледам уште од одма. Како не е подобро? Препознавам и знам заради што е, ама не сите луѓе во секој момент се спремни да го слушнат тоа. Јас сум многу предпазлива, посебно и со другарки, пример. Па да, бе, човек, многу ретко со некои мои блиски луѓе им кажувам на вистина тоа што го мислам, заради тоа што гледам и препознавам дека не секогаш сите се спремни да го слушнат и можеби ќе го почекам и моментот. Да, јасно, нема секој да. Не можам секогаш тоа на тој начин да го кажам, а некогаш на вистина имам urge да кажам одма. Вака и вака е, ама не го правам тоа. Да. Ништо, ќе застанеме тука. Искрено баш би сакал да чуам фидбек ваш. Дали се препознавте умовето наш и што би сакале следно да поразговараме околу овие тематики кои што ги збориме. Мислам дека тоа со прашањата би било супер. Да, би било интересно. Да вклучиме интерактивност. Да, на тој начин ќе ги вклучиме и другите и на тој начин ќе им дадеме уствари ќе ги видиме и нивните размислувања. И во која насока уствари се движат и другите врски, не само нашите. Да. Супер. Фала ви што не гледавте. Се гледаме за брзо ново видео. Чао.